Над 50 земјоделци овоштари од Делчево ги пријавија штетите од мраз на овошните насади на првиот ден од јавниот повик за пријавување штети во општина Делчево. Овоштарите бројат 100% уништување на овошните насади на сливи, вишни и ореви и милионски штети. 3 декара. Сливи, се са лом направени. Па рекоа да поднесеме за обоштување, ама колку ќе биде тоа ефикасно ќе видим. Ореси има, вишни има, црешни има, тоа е се лом направено. И за тоа не знаеме колку штета. 13 до 13.000 евра комплет. На целото производство е на 13.000 евра. Не ти беше осигурано, зошто? Па не ми беше осигурано, пошто недостаток на средства од немам ни еден денар земано од субвенциите. Осигурано ми се само од град. Пријавувањето на штетите до општината ќе трае до 6 мај, пошто општинската комисија за проценка на штети ќе излезе на терен. До сега има голема фреквенција на луѓе кои што поднесуваат барања за излегување на комисијата на лице место за процена на штети. Првично апелирам да ги приберат сите потребни документи. Тоа е барање, бланко барање од архивата на општина Делчево, копија од лична карта, имотен лист, како и трансакцијска сметка и задолжително оставање на телефонски број за контакт. И земјоделците од Малешевијата денеска пријавуваат штети. Индивидуалниот земјоделец Венко Лапевски, кој има 500 корени со сливи, вели дека родот му е уништен 100%. Загуба само од плодот што е изгубен 10.000 евра и плюс другите што сум ги дал пари. Разочараноста на земјоделците дека некој ќе им помогне е од досегашното нивно искуство. Јас сум член на комисијата оформирана од својот на општина Берово за елементарни непогоди. Меѓутоа, во овие од самото искуство ние имавме пред година и година и пол имавме 2 елементарни непогоди. Од сето тоа само се направија записници, се испратија и досега луѓето ме прашуваа што бидна со тоа, ја не знам што да одговорам. На оваа мака на овоштарите кумуваше и политиката на осигурителните компании, кои престанале да осигуруваат од мраз. Во Берово има 3 компании, едната осигуруваше за мраз, меѓутоа после не знам што станало и тие прекинале со осигурувањето од мраз, тие осигуруваат само од град. Пред 2-3 дена отидов во осигурителните компании. Сакав да ги осигурам сливите, не ми осигураа, пошто има најавено, веќе мраз имало најавено. Инаку во Пијанец и Малешевијата со овошни насади има над 5000 хектари и првичните проценки се дека мразот предизвикал 100% штети кои ќе бидат и долгорочни на стеблата. Освен индивидуалните земјоделци над милиони евра, брои штета и земјоделскиот комбинат Рудине, кој поседува околу 400 хектари насади со сливи. Дали ќе биде прогласена елементарна непогода од мраз на крајниот исток од државата, останува на надлежните министерства.